Заклучно до 12 часот денеска до Државната изборна комисија се пријавиле вкупно 7931 граѓанин, чии што записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни, односно има несовпаѓање на податоците. Рокот за пријавување на спорните гласачи во канцелариите на ДИК истикува денеска во 19 часот, а електронската апликација ќе биде отворена до 24 часот. Од вкупно пријавените досега, 3376 го направиле тоа во подрачните одделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на ДИК, додека 4555 ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на ДИК. Според неофицијални податоци во подрачното одделение во Битола, до денеска лично се пријавиле околу 120 граѓани, од вкупно 1158 кои беа евидентирани за подрачјето на општините Битола, Новаци и Могила. Според податоците во Битола има 1095 граѓани, чии што податоци не се совпаѓаат. Во општина Новаци 22, а во Могила 41 лице. Бројката од околу 120 лица се однесува само на пријавите кои се поднесени лично во подрачната канцеларија. Бројот на електронски пријави ќе биде познат по сумирањето на податоците. Пријавувањето на спорните гласачи почна на 26 јули. Тие имаа рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи, а пријавувањето се врши електронски преку специјална апликација на веб страницата на ДИК или лично во подрачните единици на ДИК и во канцелариите на Управата за водење матични книги. Објавени беа имињата на 39502 гласачи, кои се сметаа за спорни во избирачкиот список, по истекот на рокот за пријавување на граѓаните. ДИК има на располагање 10 дена за да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи, ако не се пријават во предвидениот рок. Спорните гласачи нема да бидат запишани во избирачкиот список, но ќе добијат можност тоа да го направат за време на јавниот увид на списокот пред парламентарните избори.